Добре дојдовте. Да си кажеме, денеска со една од најпопуларните и најпреведувани писателки од Македонија, Румена Бужаровска, имам голема чест и задоволство. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, благодарам на поканата, баш ми е драго што сум тука. Дали да ве ословувам со професорке или со... Не, со Румена. Добро, да почнеме нестандардно, со оглед на тоа што се надоврзуваме на кујната во рамки нутринската на Телма. Знае ли Румена да подготви нешто или со тоа само го затврстува стереотипот дека жените се подобри готвачи од маржите или како е обратно? Мислам дека кој сака да јаде, знае да готви. Мислам дека готвењето мора да се разбира со љубов да му се пристапува. Се разбира дека знам да готвам и готвам и во природа. Сакам да јадам и во природа, како што кажава веќе претходно, така што да, меѓутоа мислам дека тука не постојат некои баш родови разлики. Омилен оброк? Омилено нешто? И дали би ни дошле некогаш во кујна да подготвите? Не, нема да дојдам да готвам во јавност. Ама не знам дали имам омилен оброк. Немам искрено, сакам да си лапкам. Добро, професорке Румена, денеска во 18 часот средба со читателската публика, бројната читателска публика на Румена Бужаровска, со оглед на тоа што ете официјално за минатата 2024 во рамки на издавачката куќа 300 најчитана, најпродавана авторка, веројатно и пошироко е тоа, не само во рамки на таа, меѓутоа немаме за жал таква статистика, но факт е дека вашите книги се читаат, се варат, се продаваат. Да, тоа е точно. Што ќе им понудите денеска на читателите на сајмот за книги? Па добро, денес бидејќи ќе зборуваме со мојот издавач Појан Саздов од издавачката куќа 3, претпоставам дека јас и тој ќе водиме разговор за еден краток разговор ќе имаме во 6 часот на сајмот за Тони, тоа е мојот роман, прв роман и излезе во декември минатата година. И сега на сајмот еве го доби награда за најдобар дизајн од Небојша Гелевски Бане. Тоа е имате посвета таму, да. Не само вака да наследно. Значи тоа е роман кој што излезе во декември, веќе е во третото издание го промовираме на сајмот. Тоа значи дека за помалку од 4 месеци отидоа околу за 4 месеци отидоа околу 2000 примероци, што е доста голем успех за Македонија, што значи дека се чита беаѓи овој роман. Она што зборува за неговата популарност уште повеќе е тоа што веќе се преведува на повеќе јазици. Да. И тргнува во освојување во поход прво по балканските земји, а потоа и пошироко, нели? Па има една фама секогаш кога ќе се напише роман во книжевниот свет, не знам колку се свесни за тоа, гледачите кои што не се во книжевниот свет, можам да објаснам за нив. Има така една како за мене тоа мислам дека е глупаво, искрено да ви кажам, од аспект на тоа како некоја хиерархија кои книги, кои типови на жанрови најмногу се читаат и кои типови на жанрови така најмногу се ценат. По жанрови, значи. По жанрови се, да. И сега на пример ако сте авторка или автор на раскази, тоа многу потешко се продава. Така на известен начин тоа што се случи со мојот маж, дека експлодира една таква книга која што е од раскази и се преведе на многу јазици, па дури во Германија. Германците, на пример, и тоа во Германија издаде Зуркамп, која што е навистина една од најголемите и најстарите издавачки куќи. Во Германија тие не земаат такви, тоа им за нив ризик да земеш и да преведеш раскази, оти некако публиката има навика да чита романи. Зошто е тоа така како професор по книжевност и литература? Зошто читателите повеќе се врзуваат за роман отколку за краткоси раскази? Мислам дека елитизам мислам дека е во прашање, дека нешто треба, има една елитистичка идеја околу тоа дека писателот многу страда кога пишува роман и дека е многу потешко да се напише нешто такво отколку да се напишат пократки форми. Што за мене е посебно апсурдно во 21 век кога и времето ни се скратува во однос на тоа и на концентрацијата. Логично би било да е обратно, дека луѓето сакаат повеќе да читаат куси содржини. И сега има некои места во светот каде што се цени повеќе расказот, а тоа е во Јужна Америка и во Северна Америка, бидејќи имаат многу сериозна традиција на расказ.
Но таму па на пример во Америка, во САД е многу тешко да се пробие, бидејќи отприлика само 1% од сето тоа што го објавуваат е преведена литература, а сега уште помалку ќе биде. Се домашни автори, странци се. Да, американци, они си имаат така доста англофонска, англоцентрична традиција, така што секогаш кога ќе се објави роман, сите се многу возбудени, да речеме, го гледаат тоа како начин да заработат издавачките куќи. Затоа вие решивте да го смените форматот и од осмица мојот маж не одам никаде да преминете на пишување на роман? Од финансиски причини. Па не знам, за полесно да се пробиете веројатно. Па не, случајно испадна. Или созреа моментот да Румена Божаровска да напише и роман? Испадна дека јас сакав да пишувам како подолги раскази, како новели кои што беа врзани, како што и во Не одам никаде. А последниот расказ од Не одам никаде е малтене новела, тоа е доста долг расказ и сакав да работам такви некои малку подолги форми кои што се врзани. Потоа сватив дека истиот лик и дека всушност самата приказна захтева, да речеме, бара од мене да направам некој тип на ваква форма. Но во меѓувреме напишав и есеи, така што не, јас ја сакам прозата, не верувам во тоа дека романот е подобар од расказите или така натаму, напротив, јас многу повеќе и сакам да читам раскази. И ако тргнавме од жанрот како ограничувачки фактор, она што било досега, сега Тони го менува тоа, што станува со јазикот, нели, припадник на писател од Македонија, држава која за жал го зборуваат припадници толку, неколку милиони, 2 и кусур милиони луѓе на планетава. Во едно интервју велите да се биде мал јазик без огромна писмена традиција може да се гледа и како предност. Мислам дека ова е во не знам каде е кажано, меѓутоа велите едноставно ние го немаме товарот на вековните јазични и книжевни традиции, товарот на споредувањето, товарот дека некому многу е напишано и измислено, што нема простор за ново. Всушност имаме многу ново. Па да, ние треба малку да се тргнеме од тој комплексот на инфериорност, дека всушност ете мал јазик е, па не знам са што ќе правиме, немаме толкава традиција, во смисла, не знам, англискиот јазик има традиција да уште Ајде да почнеме со Шекспир само така. Колку е напишано се на англиски од тогаш, се разбира дека има и претходно, но кога пишувате на еден таков голем јазик, го имате тој товарот, да речеме, на традицијата и на тоа дали е нешто измислено или не е измислено. Кога сте со јазик како македонскиот кој што е стандардизиран доста скоро, меѓутоа има многу голема Има многу направено во текот на сите, не знам колку се 70 на години. Имате можности за експериментирање, можете да правите нови работи со јазикот. Вие сте тој или таа која што може да го трасира патот кон тоа што може и како може да се развива во јазикот и тоа е многу возбудливо. Тоа е со се ново, така. Староста секако си носи некои своји предизвици, а она новото прави можности за експериментација и за се разбира за некои новитети и така натаму. Така што сакам секогаш да бидам оптимистична и да ги тргам луѓето. Па и во поглед на јазикот и во поглед на се. Тешко е да се биде автор од мал јазик, бидејќи странските издавачи не сакаат исто така да ризикуваат, затоа што луѓето купуваат книги во странство и секаде според тоа на некаква, да речеме, на некоја национална, некојаш или етничка база или културна база. Ги интересираат автори од Западна Европа, сакаат да прочитаат, не знам, француска романсиерка или, не знам, германски автор на романсиер, автор на романи. Не ги интересира, не знам, поетеса од Естонија или некоја жена што пишува раскази од Македонија. Немаат ни појма каде е Македонија и затоа тоа малку потешко се продава. Така што е тоа големиот предизвик, тој. Она што ве прави мајчиниот јазик, размислувате, творите, создавате на македонски јазик, а потоа професионално сте, нели, професор по американска книжевност и литература. Сте го виделе ли како изгледа ова издание Господ по Америка во превод кој веројатно самата сте го или Јас овој го напишав на англиски. Аха, на англиски е создаден, значи преведено на македонски. Па причината зошто и јас го преведов на македонски. И сега кога сте го видели македонското издание, кој е пооригинално дека е создадено на американски? Нема врска. Не? Знаете што е работата? Сега баш зборував и со една пријателка која што во моментов пишува роман на англиски, а е од Босна. И баш зборувавме за тоа дека не пишувате на јазик и пишувате за некој наратив кој што некако е направен на тој јазик. Например, ја не можев да ја напишам оваа книга на македонски, бидејќи ова не е фикција. Ова се како мемуари, како патеписа,
есеистика е, со други зборови, затоа за едно мое патување низ Америка во 2023 година, а и претходно кога учев таму. И тука писателот Петар Андоновски има многу ме пофали. Во рецензијата вели ако во расказите Бужаровска е ненадминлива, во есеите е пак Господ. Да. Ова беше многу позитивна критика. Да, убаво сега се продава и многу во бестселери во Србија, во Бука е објавена. Но морав да ја напишам на англиски бидејќи искуствата беа англиски. Како другарка ми што рече, не можам да пишувам роман на, не знам, на босански во овој момент, затоа што тој се случува, не знам, да речеме во Берлин, бидејќи таму зборувавме на англиски, така што треба да го зачувате оригиналот на јазикот на кој што се комуницирале. Потоа преведов на македонски. Јас исто така за да личи на мене. А во меѓувреме излегуваа овие есеи во Велике прича, тоа е еден портал српски, меѓутоа и регионален, каде што пишуваат многу автори од поранешна Југославија. Така што да, јазикот имам експериментирано на таков начин, меѓутоа нема да напишам роман или не знам раскази кои што се случуваат тука или со наши ликови, а да е на друг јазик. Мислам, или како што ми рековте кога влегувавме во студиото, овој роман, ова е збирка есеи, да. Да, оваа книга е на некој начин ваше поздравување на некој начин со Соединетите Американски држави. Зошто? Да го дообјасниме тоа? Па добро, гледаме Америка што се случува во моментов, дека е во многу голема криза. И дека се депортираат масовно граѓани кои што не се сложуваат со авторитарните политики на Трамп, со кои што јас не се сложувам. Така јас ги критикувам секаде кај што можам, онака јавно, не знам, тоа не сум пишувала за тоа, исто така не дека моите на социјалните мрежи сум била исто така молчелива околу тоа што мислам дека прави Америка. Но не знам колку се свесни луѓето, голем дури европјани бидуваат застанати на граница, па ставени во некој типов тоа, не знам како се викаат, како затвори ги ставаат додека ги депортираат. Добро, Румена, само Соединетите Американски држави се во криза. За Либерасион, францускиот весник, во едно издание дават изјава каде што велите сакам да го критикувам општеството и мразам сентименталност. Хуморот ми дозволува да ја убијам оваа сентименталност, а исто така е најдобар начин да укажам на нечија ригидност, сексизам или расизам. Во таа смисла имате чувство дека само Америка е во криза или светот генерално? Светот е генерално во криза, но еве да зборуваме за западниот свет кој што ние го сметаме за многу напреден. Западниот свет учествува во геноцид во моментов, кој што го финансира и го поддржува во Газа, така што истото и проблемот кој што го имаме и во Европа и во Америка е и потекнува од таму, а и од мигрантската криза. Значи, еден куп луѓе без покрив над глава, без ништо, ги дават во Медитеранското море, тонат бродови, секакви судбини човечки се хорорични ни се отплетуваат пред очи, меѓутоа Европа ги затвара своите граници. Европа која што некогаш колонизирала цели континенти и ги трошала ресурсите на тие земји, а сега вели извинете, не може да дојдете кај нас, така што нивната тука и сега Европа се наоѓа во криза и од тој аспект. Мислам дека се работи за криза на екстремната десница, може да го наречеме тоа фашизам ако сакаме. Наоми Клајн еве нас скоро зборуваше за тоа. А не се работи за криза на либерализмот? И прашање би било како успеа оваа сегашна цивилизација да се доведе до степен пред да го совлада патриархатот, да речеме на некој начин, тема за која вие многу пишувате, да се доведе во криза на либерализмот. Ја чувствувате таа криза на либерализмот, нели? Ја чувствувам, мислам дека неолиберализмот доведе до тоа да бидеме во оваа позиција. Меѓу другото, испразнувајќи ги демократските вредности и демократскиот јазик од значење. Така што, например, тоа го имам исто така критикувано не одам никаде во последниот расказ во 8 март Хармоника, тоа е исто расказ за тоа како се земаат некои вредности како што е например феминизмот, кој што е хуманистичко движење за еднаквост на мажите и на жените, меѓутоа исто така во себе содржи се разбира и разбирање кон класните и расните и етничките и верските разлики. Значи не разбирање туку тоа дека тоа е еден сплет на работи кои што функционираат заедно. Така што, а не дека само, нели, ние не сме феминистките само за белите жени, правата на белите жени од средната класа, туку се разбира дека тоа се прашања кои што се поврзани и со раса, и со род, и со класа. Бидејќи жената е жена и тука и во Аргентина.
еднаква со Па сите да, затоа своји... што жената е, прво жената е бесплатна работна сила, така што можеме да го во домот и е економски помалку платена од мажот, експлоатирана е на повеќе нивоа, има многу помалку здравствени можности, многу повеќе можности, помалку истражувања во однос на женското тело има во светот отколку на машкото, значи се работи за истражувања медицински на машкото тело, па на таков начин медицината всушност како да е наменета за машкото тело, а не за женското тело. Еве, тоа е едно, каде се трошат парите? Се трошат парите на машкото здравје, а не толку на женското здравје. Се работи за тоа дека жените се помалку платени, дека жените се злоупотребувани во своите домови и така натаму, и плюс се разбира најмаргинализираната група е најчесто жена која што е црна или жена која што има боја на кожата што не е бела. И исто така не е христијанка, има врска исто така со верата, зависи од каде доаѓате. Тоа се се работи кои што се поврзани. Интересно е ова за феминизмот, сака да ве прашам со оглед на тоа што читав некаде и вашиот став за бракот како институција, како сегмент на ова општество. Меѓутоа, додека сме кај кризата на либерализмот и на светот генерално, каква е тука, каква гледате ситуацијата на македонското општество? Во кој стадиум сме ние? Па видите, ние сме цело време во една константна, би рекла, криза, која што нема многу големи падови или некои големи шокови. Добро, имаме. Еве, сега се случи еден голем шок со трагедијата во Кочани. Меѓутоа, степенот на кој што нашето општество е така нефункционално е константно со децении. Така што нас не изненадуваат некои огромни кризи. Ние знаеме да се снајдеме, бидејќи имаме и заедници. Жилави сме многу по природа или? Па би рекла, не знам дали е тоа природа, во гени не верувам, меѓутоа би рекла дека сме навикнати, дека имаме начини како да се справиме со тие работи. Додека на некој од Германија, например на културен работник од Германија, кој што сега му е загрозена животната позиција, бидејќи не смее да каже ништо политичко, од инаку фондовите ќе му бидат скинати, многу му е поголем шокот во овој момент. Јас би рекла дека живееме во едно општество кое што има многу што да понуди. Мислам дека Македонија е многу мала, природно многу убава и дека има многу потенцијал, но мислам дека корупцијата нас не убива и дека е тоа што на кое што би требало малку сите да поработиме и малку да сме погласни во однос на проблемите кои што се случуваат во нашето општество. И верувам дека имаме капацитет за тоа. Велите не верувате во гените, меѓутоа дали имате чувство дека траумите во една држава па и во едно семејство се наследни и се има истражување провлекуваат од генерација во генерација? Велат, не знам сега, тоа е само Габор Мате што сум го слушала како зборува за тоа дека некогаш во генетскиот код тие некои трауми се пренесуваат од генерација на генерација. Меѓутоа истовремено се разбира дека тоа е едно колективно памтење, кое што е во прашна колективна меморија имаме, која што ги пренесува сите тие трауми. Но за среќа исто така имаме и друга колективна меморија, таа е дека нашата земја нема традиција на големо насилство. Еве, ние цело време затоа и кажав ова за јазикот. Јас настојувам, посебно во моите јавни настапи, да бидам оптимистички настроена, бидејќи кај нас тоа ви е вродено, природна особина и бидејќи не се забележува секаде во сите раскази. Се разбира во книжевноста дека тоа нема да се забележува, бидејќи книжевноста, ако почнам да пишувам за така весели оптимистични работи, ќе биде self-help, ќе биде од оние книги како да станете ова или како да станете тоа за личен развој, така. Не, книжевноста е секогаш се занимава со малку по траорни теми, во кои што ние доаѓаме во контакт со себе си за да се соочиме со тоа што се случува. Значи сте оптимист по природа, но бидејќи не претендирате да видите македонскиот Робин Шарма, пишувате така како што пишувате, како што е реално веројатно. Значи книжевноста секогаш белетристика би требало да се занимава со такви работи. Но јас имам и една јавна личност ваква која што сум како активист и како универзитетски професор? Да, и како професорка и така натаму, во кој што инсистирам на тоа да се зборува, да го ширам наративот на оптимизмот, бидејќи сметам дека другиот парализира. Но верувате во тоа интимно и Па верувам затоа што гледате имаме држава која што е сепак функционална. Имаме јазик кој што 70 години е стандардизиран, не само што опстоил, туку гледате колку е се напишано, гледате имаме саем со еден куп автори кои што пишуваат со прекрасни книги, имаме филмска традиција, имаме уметничка традиција, имаме земја која што функционира.
И не знам зашто толку цело време треба да бидеме негативно настроени кон тоа што го имаме и да чувствуваме комплексна инфериорност. Со оглед на тоа што мојот маж помина 11 години, кога сега повторно би го имале можност да ја рецензирате тие 11 приказни на тие 11 жени, би смениле нешто или би била сосема Па не иста? сум за тоа да се менува нешто. Јас не се навраќам и кон своите книги, избегнувам да ги читам, бидејќи тоа што сум била јас пред 11 Сакав да речам години. дали созреале работите во меѓувреме Во однос на свеста мојата на жената, поглед- во свеста на Мене или на читателките? генерално на личностите во мојот маж. Тоа се фиктивни ликови. Така што Зрели свеста во Македонија во овие 11 години. Апсолутно, да. Па тоа сакам да кажам, секако Подобрена дека е, зрее, да. Па не, моите студентки, кои што имаат 20 на години, се далеку поспремни, посвесни и повеќе им е јасно што се случува и со нив, со нивните тела, и со нивното општество, и со тоа што се случува околу нас и во светот, отколку што бевме ние на нивни години. Ние имаме некоја тенденција исто така да зборуваме дека, не знам, порано беше подобро, младите не чинат и така натаму, тоа не е точно, едноставно. Не знам дали, повторно ве цитирам, не знам дали литературата има моќ да го промени општеството, но кога студентите ми велат дека расказот ги натерал да размислуваат поинаку, тоа е почеток. Да. Значи, придонесува литературата ваква каква што ја имаме да се менува да работите на подобро? Па книжевно, видете, многу голем товар е да се каже сега книжевноста ќе го промени светот. Тоа е како да кажам, дали новинарството ќе го промени светот или дали било која друга бранша ќе го промени светот? Не. Секој си има некаков удел во освестувањето или во образувањето на индивидуалецот. Книжевноста образува, книжевноста отвара светови, ви ги отвара видиците, ве учи за други искуства и за тоа како можеби да се огледате некој друг човек и да емпатизирате со друг човек кој што доаѓа можеби од различно милје од вашето, или пак да осознаете некои работи кои што се случуваат во вас, но можеби не сте биле свесни за нив. Од тој аспект, да, книжевноста тоа го прави. Јас гледам освестување кога се чита нешто. Јас сум прочитал дел од вашите книги, ми се допаѓа тоа што дури и во книгата не знам, главниот лик го пишува споено, а не одвоено како што треба, како што е литературно, туку како што често се греши. И Тоа кога е директен говор, морам да останам доследна на тоа како зборуваат луѓето во реалноста. Така што кога има грешки, тоа е обично ликовите што се пишуваат SMS-и, така е, да. точно. На тоа мислев. Да. И кога таткото и керката си ја нарекува сина, од милост, Да, нели? да. Зошто Румена не верува во бракот како институција во ова современо општество? И дали денешниве генерации, вашите студенти денес, имаат поинакво мислење од она што вие го стекнавте во времето на вашето зрење во однос на бракот, формата, она традиционално македонско семејство, како такво? Мислам дека бракот би требало можеби да се преименува или да се малку да се осовремени, затоа што бракот е договор помеѓу луѓе кои што се сакаат или пак имаат некакви си заеднички интереси. Бракот овозможува кога некој од партнерите ќе почине, вие да добиете право, нели, на пензија, на имот, на она што сте го стекнале заедно. Бракот овозможува здравствено осигурување, бракот овозможува други работи кои што ве прави вас како ве прави целина во едно општество. Тоа би требало да биде овозможено не само за традиционално маж и жена, туку би требало да биде овозможено за сите парови, без разлика дали се хетеросексуални или не, кои што сакаат да влезат во таков еден заемен договор. Само во однос на ова бракот и семејството денес сметате дека се во криза и дека треба да се менуваат? Да, затоа што сметам дека треба да има различни видови на семејства. Бидејќи пишувате фокусот на делот вашите раскази е токму машко-женските односи, тишината во бракот, кризата во бракот, потоа кревкоста на мажот и силата на жената од друга страна и така. Па има моите женски ликови често се доста и намерно ги правам да се доста проблематични, бидејќи сметам дека во книжевноста тоа не е доволно. Жената е или идеализирана или демонизирана. Тоа има едно секогаш црно-бело кога се гледа жената. Напротив, жената е исто проблематична, исто како и мажот, само што општеството тоа, патриархатот баш и не и дозволува да биде баш нормално. Така, има многу очекувања. Но мислам дека да, јас пишувам за тие некои традиционални односи кои што ги сметам за проблематични. Сметам дека едноставно треба да се осовременат. Не сум се разбира дека сметам дека
има различни видови на семејства и дека треба да ги негуваме сите видови на семејства кои што ни нудат поддршка, помош и љубов. Кога ги гледате вашите представи, односно представите што се направени како вие како автор, како тоа изгледа на сцена? Многу сум трогната секој пат кога ќе видам представа на сцена. Бидејќи се играат не само во Македонија, се играат и во соседните земји. Македонската е многу успешна и српската. Македонската во драмски театар во режија на Нела Витошевиќ, не знам, може би има 40 на изведби веќе. А повеќе од 100 изведби има таа во Југословенско драмско позориште во Белград. Се играше и во Љубљана, се играше во Загреб, се играше во Будимпешта, се играше во Атина. Меѓутоа, овие две се уште се играат. Се чувствувам трогнато, многу сум благодарна дека некој ги сваќа така сериозно, да речам. И кој ќе видам како публиката реагира, тоа посебно ме трогнува, посебно кога се смеат. Тоа ми е голем успех. Има ли теми што ве допреле, а се уште не сте им посветиле доволно внимание, односно каде Румена ќе твори во иднина, во блиска иднина, со оглед на општествениот контекст, на се ова што се случува околу нас? Мене ме интересираат лични приказни повеќе, кога е во проза во прашање. Почнува да ме интересира малку така односот на човекот во природата и со природата. Така што тоа се секогаш интимни приказни кои што на некаков начин имаат општествено значење. Значи, општеството влијае врз индивидуалецот, па вие гледате во интимните односи како се одразува општеството и природата во тој интимен однос. Тоа би сакала да го работам и тоа е тоа што сум го работела и досега. Денес е на сајмот за книга во Македонија, вчера бевте на сајмот за книга во Солун и таму сте популарна. Ми рековте дека сте делеле автограми таму. Да, таму беше најголемиот успех се случи кога излезе првата мојот маж, тоа е прва книга што е преведена од македонски на грчки и тоа пишува на македонски јазик. Тоа беше многу голема работа. Превод од македонски јазик. Да, пишува македоника, што е за нив тоа беше многу скандалозно кај нив на времето. Сега веќе тоа е сменето. Они се многу веќе понавикнати на тоа и го прифаќаат и многу сум читана, така што не знам, тоа е благодарение исто така на професорката и преведувачка Александра Јоаниду, која што организираше и македонска конференција за македонскиот јазик на Универзитетот Македонија во Солун. 3 книги се веќе преведени мои, сите се овие расказите, па сега ги купија и Господ па Америка и Тони. Така што да, во Грција имам Србија, Грција се многу голема читателска публика и грците тоа постојано ми го зборуваат колку сме слични. Тоа гледаат во книгите. И кога би можеле сега за крај мораме да привршуваме, за жал, една од вашите приказни да изберете како порака до идните генерации ваши студенти, можеби идните авторки, писателки познати, или како би ја генерално ќе поставам повеќе прашање во едно, каде ја гледате Македонија пред да Румена Бужаровска да одлучи да се пензионира? Ако за еден писател може да се каже дека некогаш ќе пензионира. Мислам дека да, не е тешко да се пензионирам како писател, тоа е баш си мислев. Веројатно ќе треба да многу да ме мрзи било што да правам, да сум многу стара и да не сакам да мрднам од кревет. Македонија, мислам дека има потенцијал, дека само сите треба да си работат на своето. Само да си бидат одговорни. Мене тоа би ми било. Јас сум одговорна кон тоа што го пишувам и кон тоа што го работам на факултет. Би сакала таа одговорност да ја видам на соседско ниво, да ја видам на ниво на работа, да ја видам на ниво на држава. Секој да си биде одговорен. Вие повеќе уживате во кожата на писателка или во улогата на универзитетски професор? Мислам дека двете ми се комфортни улоги, не би можела да изберам, бидејќи од едната ми е така многу драга оваа прва како писателка, така се чувствам како идентитет. Меѓутоа, односот што го имам со студентите, она што го учам секој пат кога предавам, е навистина бесценет. Ви годи популарноста и ова што сте најчитан и најпреведуван автор? Тешка ми е малку, морам да признаам, бидејќи се работи за за многу голема комуникација со многу луѓе, на кои што јас немам доволно време да им посветам. Не ви ласка на суетата? Сакам суетата да ја тренирам на страна, инаку ако имате суета, тешко се пишува. Успевате во тоа? Мислам дека да. Румена, честитки за се до сега и ви посакувам многу натамошен успех. Благодарам и јас на се.